А за успешен раст и развој на дечињата неопходно е да се следи развојот на видот, а со тоа навремено да се направи првиот очен преглед. Редовните детски офталмолошки прегледи од друга страна се неопходни и за рана диагностика на проблеми со видот кај дечињата. Кога е најдобро да се направат првите превентивни прегледи? Кои симптоми од друга страна и ние родителите, но и наставниците не треба да ги избегнат кога станува збор за видот кај дечињата, а укажуваат на проблеми, се теми на кои што разговараме со доктор Ирина Богданова, специјалист, учен лекар во клиниката за очни болести. Добро утро, доктор Ирина, добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, поздрав до гледачите на Македонската телевизија, ви благодарам за поканата. И па ајде така и да отвориме темата. Која е возраста прва на која што треба да се направи првиот превентивен очен преглед? Да, вака сега морам да кажам дека за првиот очен преглед кај децата, значи не треба да се избере ни при рана возраст, ни предоцна возраст. Бидејќи им се случува родители во првите месеци од животот, дури значи во една неонатална состојба, односно кога се бебиња, да ги донесат децата и да кажат да приметив дека детето не гледа добро или се криви окото и така натаму. Морам да кажам дека во првите месеци од животот уште не е развиена фиксацијата, односно детето не гледа чисто, односно не може да ги фиксира предметите. Така да, некаде до првата година се развива оваа фиксација, односно можноста за чисто гледање, односно стерео вид кај детето. И дури после првата година веќе може да се примети доколку детето не следи, не гледа или има некоја аномалија. Но сепак, бидејќи е тешко соработката со деца кои што се помали од 3 годишна возраст, значи се препорачува првите прегледи, доколку се примети било што кај децата, да се донесат некаде околу 3 годишна возраст. Зошто се? Бидејќи самото дете не може да каже дали гледа или не гледа. Исто така во одредена возраст не ги знае бројките и така натаму, за да може точно да земеме за каква видна острина станува збор. Во тој случај, значи потребно е, имаме една метода со чешлиња, значи со како краци, и го прашуваме детето на која страна се свртени, со тоа што тоа треба да се увежба дома, за да може да дојде на клиника и да се зема видната острина кај децата. Значи најоптимална возраст за земање на видната острина и за проверување на видот, доколку родителите приметат некакви аномалии кај децата, е околу 3 годишна возраст. Како изгледа првиот офталмолошки преглед? Што од процедури се прави? Значи, првиот офталмолошки преглед, како што напоменав, најбитно ни е да пробаме некоја соработка со детето за да ја видиме, да установиме неговата видна острина. Тоа го правиме око по око, значи со покривање на едното и другото око, но претходно треба родителите со него дома да ги увежбаат овие, значи чешлиња, односно краци како се свртени, со тоа што доколку не успееме, значи на тој начин, а и доколку успееме да се едно, значи се става на еден апарат кој што се нарекува рефрактометар, кој што автоматски, односно електронски ја проверува доколку постои некоја рефрактивна аномалија или некоја диоптрија кај самото дете. Така да тоа е еден, доколку даде рефрактометарот или при земање на видната острина видиме дека има некоја аномалија, односно намалување на видот на едно од очите или на двете се едно, се пристапува кон ширење на зениците, значи тоа е најадекватна метода за одредување на диоптријата, сепак не даваме научари само по рефрактометарот, односно по електронски што ќе ги добиеме резултатите, туку најадекватната метода е со ширење на зеница и се употребува една метода која што се нарекува скијаскопија, значи таа една метода со огледалца, со тоа што гледаме независно сенката во окото внатрешна како се движи, и така е една метода за давање на рефракција многу веродостојна, со тоа што се исклучува акомодацијата и ред други работи на окото кои што може да влијаат за промена на диоптријата. Тоа се го утврдуваат превентивните прегледи, но и ние, родителите и наставниците, треба да се вклучени во процесот, бидејќи постојано поминуваме време со детето и ние веројатно можеме да забележиме било какви промени во видот кај децата. Кои се оние симптоми кои што се евидентни, кои што покажуваат дека детето има проблем со
гледањето? Така. Значи, кај помладите деца, знаете дека соработката е многу потешка. Тие да не гледаат, не можат да кажат јас не гледам, пошто не знаат што им се случува. Од друга страна, кај повозрасните деца, да кажам, веќе што се школска возраст, почетна и така натаму, од страф не кажуваат. Они знаат дека нешто им се случува, дека не гледаат добро, но најчесто нема тоа да го кажат од страф. Сега, родителите или наставниците, како и да е во подоцнежната возраст, а исто така и во помалата возраст, првите симптоми што може да ги приметат кај децата е доколку детето се доближува до телевизорот за да нешто види. Значи, или додека се доближува до таблата од голема бара да, например, да се премести во првите клупи за да може да гледа, бидејќи добро не може да ги прочита бројките или буквите или така натаму. Значи, однесува се, извинувам, и на електронските уреди и на книгите. Да, и на електронските уреди и на книгите, но најчесто овие симптоми се првите. Исто така, еден симптом кој што е многу карактеристичен, бидејќи најчесто родителите помислуваат дека децата имаат некоја инфекција или нешто на очите, е честото трепкање кај децата. Значи, зошто они често трепкаат? Децата често трепкаат, имаат чувство дека со самото трепкање ќе избистрат сликата која што им е матна. Они не гледаат чисто, им добиваат матна слика и често трепкаат, мислат дека така ќе ја избистрат сликата. А всушност во прашање е рефрактивна аномалија. Така да, тие некои симптоми така доста чести кои што ги даваат децата без да кажат дека имаат проблеми со видот. А што велат статистиките, колку од нашите деца имаат проблеми со видот и какви се најчесто тие проблеми? Да, морам да кажам дека ова иницијатива што се воведе за тестирање на децата за запишување во училиштата е навистина за поздравување, бидејќи сепак ние немавме некоја, не да кажам култура, него навика да ги носиме собствените деца, доколку не приметиме било што и доколку дури самото дете не каже, значи еве не гледам добро, па родителите да го однесат. Сега со ова тестирање на предшколската, односно за почнување во училиште, приметивме многу зголемен број на рефрактивни аномалии. Дали тоа го донесе новиот начин на живот, новите игри, таблетите, плейстейшените, големото време поминато на овие електронски уреди, све си има свое. Така да рефрактивните аномалии се во голем пораст. Можеме да приметиме дека и короната го направи своето. Знаете дека има улога? Извинете? Генетиката. Па има, да, има одредени рефрактивни аномалии исто така што се наследни, но знаете како тоа порано беше да има некој во фамилија научари носи, па на тоа да се ослониме дали детето треба најголем дел. Но сега веќе тука нема правило. Бидејќи таквиот начин на живот, значи почна да ги оштетува енормно очите на децата. Све повеќе и повеќе. Ние веќе, како да ви кажам, тоа него ни поставуваме прашање некој од фамилија дали носи. Најбитно ни е да го испитаме детето, да. Сега може исто така да се примети дека, што е навистина жално, рефрактивните аномалии да се коригираат додека се откриени во одредена возраст. Значи, доколку се откриени во предшколска возраст и така натаму, има простор за корекција да не се развие таа амблиопија или слабовидност. Знаеме доколку не се дадат научари и не се искоригира диоптријата, дека тоа око ќе остане слабовидно, односно со амблиопија до крајот на животот нема да гледа. Значи, не може во било која возраст во животот да се дадат научари. Да, тој не гледаше на 5 години, ама сега ќе гледа на 12. Значи, има одредена возраст кога не се развива доволно центарот за вид во мозокот, значи и ќе гледа толку колку што гледало без научари. И потоа ние во одредена возраст, тоа значи амблиопија, да им објаснам на гледачите всушност што значи и кој е проблемот на навременото давање на научари кај децата. Затоа што после одредена возраст, колку и да даваме ние диоптрија, ако е потребна, значи нема да го постигнеме видот на тоа дете. Која е таа возраст? Кога најлесно, до која возраст најлесно се коригира видот? Тоа е малку различно, да, но дока 6-та, 7-та година е веќе крајна граница за корекција.
Значи, дури ни давале и тие возрасти одредена амблиопија, која што тешко се коригира. Значи, оди кај нас со вежби, со затварање на другото око, со форсирање и така натаму, секојдневно доаѓа на вежби, све со цел да се isforsира тоа око што не гледа. Но, морам да кажам, тоа е релативно, но некаде крајната граница е тука, некаде 6-та, 7-та, 8-та година максимум. Значи, во подетничната возраст многу тешко се, мислам, не се добива амблиопија. И да го закружиме на крај разговорот и со еден малку психолошки момент што треба да го имате и нели вие како офталмолози и го практикувате секојдневно, како да се убедат дечињата да носат очила за сонце, нели. Сето тоа е убаво, слушнавме за гледање, се извинувам. Сето тоа нели се прават прегледи, се диагностицира и така натаму, меѓутоа кога ќе дојде моментот да се носат очилата за гледање, имаме проблем кај дечињата, дел од нив се срамат, дел не можат да се навикнат. Затоа реков тука веќе и е психолошкиот ваш момент каде што исто така треба да поразговарате со нив. Како тука видете, ние се трудиме, значи да, тоа е психолошки момент во прашање, бидејќи очилата за диоптрија, односно за гледање, се смештаат за ортопедски помагала. Сепак тоа дете се гледа што носи научаро и поразлично нели од другите, тоа е психолошкиот момент, но сепак бидејќи станува збор за здрав развој на детето, независно ние што како доктори ќе сугерираме и ќе кажеме на детето и ќе укажеме за потребата, сепак е тука работата на родителите. За едно психолошки и здравствено издигнато дете, родителите имаат главната улога. Сега морам да признам дека одредени училишта во ново време дури воведоа одредени предмети за здравје, што е за поздравување, значи како нови наставни единици, бидејќи е многу битно од најмали нозе детето да се навикне на здрави начини, здрава исхрана, здрави елементи што се потребни за негов нормален и здрав раст. Благодариме за гостувањето утро во Македонија на утро. Дадовме исцрпни одговори на прашања кои што верувам дека беа важни пред се за родителите кои што не следеа ова утро. Благодариме за поканата. И малку да се пошегуваме на крај, кажавме вторник, среда, некако за докторите таква перцепција имаме, се најтешките денови во неделата, најтензични и затоа сакам да ви се заблагодарам што дојдовте денес и покрај врските кои што ги имате. Ви благодарам и ви покрај 10 пациенти што чекаат за операција. Да. Се надевам убаво ќе помина работниот и успешно ќе помина работниот. Благодарам уште еднаш.